Премиерот Христијан Мицкоски изјави дека Македонија во моментов има најниски цени на горивата во регионот, оценувајќи дека владините мерки за намалување на даночниот товар и поттикнување на потрошувачката придонеле за задржување на пониски цени во споредба со соседните држави. Говорејќи на седница посветена на пратенички прашања, претседателот на владата направи споредба на цените на дизелот и бензинот во повеќе земји од регионот. Посочи дека домашниот пазар во моментот нуди најповолни услови за потрошувачите. Според податоците, цената на дизелот во Србија изнесува околу 1,85 евра по литар, додека бензинот од 95 октани се продава за околу 1,63 евра. Во Хрватска цените се движат во зависност од локацијата, изнесуваат од 1,59 до 1,85 евра за дизел и од 1,57 до 1,73 евра за бензин. Во Словенија дизелот според премиерот се продава за околу 1,72 евра по литар, а безоловниот бензин за 1,60 евра. Во Босна и Херцеговина цената на дизелот е околу 1,50 евра. Бензинот изнесува 1,46 евра по литар. Од 20 до 50 евра центи е разликата од горивото кое што го точат граѓаните кај нас и граѓаните во овие земји, изјави премиерот. Тој посочи дека горивото представува берзанска стока и дека условите за набавка во регионот се слични, но според него разликата е во пристапот на владините политики. Мицкоски објасни дека намалувањето на данокот на додадена вредност и акцизите било компензирано преку зголемен обем на продажба, при што, како што наведе, во одредени периоди бил забележан значителен раст на потрошувачката на горива. Според неговите тврдења, дел од зголемената потрошувачка доаѓала и од странски граѓани, кои доаѓале да точат гориво во Македонија. Додаде дека евентуалното намалување на цените би можело да влијае врз транспортниот сектор, со очекување дел од транспортните компании да ги коригираат своите цени. Пациентите во земјава наскоро би можеле да добијат пристап до нови терапии преку проширување на позитивната листа на лекови, најави директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски. Според најавите, процесот на проширување на позитивната листа се очекува да биде реализиран во текот на следниот месец, а меѓу терапиите што треба да бидат вклучени се и антикоагулантни лекови кои се користат за превенција и третман на состојби поврзани со згручување на крвта. На предложената листа треба да се најдат терапиите Клексан, Фраксипарин и уште еден лек од истата терапевтска група. Овие лекови имаат значајна примена кај пациенти кои закрепнуваат по хируршки интервенции, како и кај лица со зголемен ризик од појава на тромбози и кардиоваскуларни компликации. Клековски посочи дека достапноста на овие терапии може да има важно значење за подобрување на третманот и закрепнувањето кај пациентите кои поминуваат низ посложени медицински состојби. Според него, антикоагулантната терапија има особено значење кај пациенти по сериозни оперативни зафати, но и кај повозрасни лица кај кои постои зголемен ризик од формирање на крвни згручувања. Во однос на употребата на овие терапии кај бремените жени, директорот на ФЗО најави дека ќе бидат спроведени дополнителни консултации со стручните тимови од клиниката за гинекологија и акушерство. Тој нагласи дека е неопходно внимателно да се дефинираат медицинските критериуми за препишување на антикоагулантна терапија кај трудници, со цел лекувањето да биде насочено кон пациентките кај кои навистина постои медицинска потреба. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски денеска во Скопје оствари средба со заменик подсекретарот за внатрешни работи на Соединетите Американски држави Џон Голтанис, при што беа разгледани повеќе теми поврзани со развојот на билатералните односи и реализацијата на заедничките стратешки цели. Според информациите што ги сподели министерот Муцунски преку објава на социјалните мрежи, разговорите биле насочени кон активностите што произлегуваат од договорените приоритети во рамки на втората сесија на стратешкиот диалог меѓу владите на Македонија и Соединетите Американски држави. Во текот на средбата било разговарано за повеќе области од заеднички интерес, меѓу кои енергетската и инфраструктурната отпорност, економската и трговската соработка, како и можностите за понатамошно зајакнување на институционалните и економските врски меѓу двете земји. Посебно внимание било посветено на прашањата поврзани со сајбер безбедноста, миграцијските политики и координацијата во справувањето со современите и безбедносните предизвици. Дополнително на состанокот биле разгледани заедничките активности насочени кон сузбивање на организираниот криминал, нелегалната трговија со дрога и другите форми на прекуграничен криминал, како области во кои двете држави веќе имаат воспоставено соработка.
Разговаравме и за енергетската и инфраструктурната отпорност, економската и трговската соработка, сајбер безбедноста, миграцијските прашања, како и за заедничките активности за сузбивање на организираниот криминал и нелегална трговија, посочи Муцунски. Средбата се реализира во период кога двете земји продолжуваат да ја развиваат соработката во повеќе области од заеднички интерес, со акцент на безбедноста, економијата и институционалниот развој. Министерството за надворешни работи на Бугарија негира дека испратило дипломатска нота поврзана со посетата на Бугарија на сопругата и помалиот син на премиерот Христијан Мицкоски. Во соопштение испратено до бугарските медиуми од МНР на Бугарија, велат дека информациите што деновиве циркулираат во јавноста се однесуваат на вербална нота од 6 јануари годинава и се однесуваат на настани што поминале одамна. Во моментов оваа информација не може да се свати како основа за заклучоци дека постои непосредна опасност по безбедноста на граѓаните на Бугарија или на друга земја. Министерството за надворешни работи придава големо значење на заштитата на дипломатската кореспонденција и строго се придржува кон утврдените меѓународни правила и практики во оваа област, велат од Министерството на Бугарија. Говорејќи за односите со Софија, премиерот Мицкоски вчера изјави дека била објавена дипломатска нота за неколкудневен престој на неговата сопруга и помалиот син во Пампорово, Бугарија, на почетокот на годината. А рече дека за случајот веќе ги информирал партнерите во НАТО, бидејќи со објавувањето на дипломатската нота, како што кажа, се загрозува безбедноста на неговото семејство. Венецуела се соочува со една од најсериозните природни катастрофи во последните децении, откако два силни земјотреси во краток временски интервал предизвикаа човечки жртви, големи материјални штети и прекин на дел од инфраструктурните системи во главниот град Каракас и поширокиот регион. Според податоците на Геолошкиот завод на Соединетите Американски држави, првиот земјотрес бил со магнитуда од 7,2 степени, бил регистриран на длабочина од околу 13 километри, додека само 39 секунди подоцна следувал втор посилен потрес со магнитуда од 7,5 степени на длабочина од околу 10 километри. Епицентарот бил лоциран западно од Каракас, но потресите силно се почувствувале во главниот град, како и во соседни подрачја надвор од земјата. Според последните достапни информации од венецуелските власти, бројот на загинати се искачил на најмалку 164 лица, додека речиси 1000 лица се повредени. Надлежните предупредуваат дека бројките може дополнително да растат, бидејќи спасувачките екипи продолжуваат со пребарување на урнатите објекти. Во повеќе делови на Каракас се регистрирани сериозни оштетувања на стамбени и јавни објекти, прекини во снабдувањето со електрична енергија и нарушување во телекомуникацијските услуги. Дел од транспортната инфраструктура беше привремено ставена надвор од употреба. На терен се распоредени голем број противпожарни и спасувачки екипи, велат надлежните. Властите прогласија вонредна состојба, започнаа организирана акција за справување со последиците од катастрофата. Во спасувачките операции се вклучени повеќе од 500 припадници на службите за итни интервенции, кои работат на извлекување лица од урнати и оштетени објекти, особено во најпогодените делови на Каракас. Научниците предупредуваат дека земјотресите од ваков интензитет носат висок ризик од дополнителни жртви и големи материјални загуби. Според нивните модели за проценка на влијанието, постои значителна веројатност конечниот број на жртви да биде значително поголем од првичните проценки. Спасувачките служби и понатаму апелираат до граѓаните да ги следат официјалните упатства и да останат внимателни. Франција се соочува со еден од најинтензивните топлотни бранови во поновата историја, откако беше регистриран најтоплиот ден од почетокот на националните мерења во 1947 година. Високите температури зафатија голем дел од територијата, а властите воведоа највисок степен на предупредување во најголемиот број региони до сега. Според податоците на Националната метеоролошка служба, националниот термички индикатор кој ја представува просечната температура, измерена преку референтната мрежа на метеоролошки станици низ државата, достигнал 30 степени Целзиусови. Со тоа беше надминат рекордот поставен само еден ден претходно, кога просечната температура изнесуваше 29,9 степени, што дополнително ја потврдува сериозноста на актуелниот топлотен бран. Поради екстремните временски услови, дополнителни 40 департмани беа ставени под највисоко црвено предупредување. Вкупниот број на области под највисоко ниво на тревога достигна 72. Во овие региони живеат приближно 3/4 од населението на Франција. Метеоролозите оценуваат дека врвот на топлотниот бран најверојатно е достигнат, но предупредуваат дека временските услови натаму остануваат опасни за населението, особено за повозрасните лица, хронично болните и чувствителните категории граѓани.
Прогнозите покажуваат дека заладувањето најнапред ќе го зафати Атлантскиот брег, каде што се очекуваат врнежи и грмежи кои постепено треба да придонесат за намалување на температурите. Француските власти продолжуваат да апелираат граѓаните да ги почитуваат препораките за заштита од екстремни гориштини, да избегнуваат престој на отворено во најтоплите денови.